Почтувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Исплатата на субвенциите за земјоделството се најавува дека треба да почне од среда, откако биле обезбедени потребните пари. Земјоделците се скептични дали и овој пат ќе се реализираат ветувањата. Државата ветува дека обезбедила околу 100 милиони евра за поддршка на земјоделското производство и од исплатата на субвенциите треба да започне од среда. Иако законскиот рок во кој требаше да им бидат исплатени парите на земјоделците е до 30 јуни, големото доцнење беше оправдувано со предизборните активности од пред неколку месеци. Последен пат субвенциите на сметките на земјоделците легнаа во октомври, но тие се пожалија на веќе направените трошоци. Сепак, со доза на сомнеш, земјоделските производители не знаат дали ветувањата ќе се реализираат и овој пат. Субвенции талтомуни нема ништо. До сега, па сега натам не знаеме. Субвенции не земам. Нема многу имање. По кадровската промена во раководството се чекаше новиот директор на платежната агенција да стави подпис на решението со кое парите ќе почнат да се префрлаат на сметките на земјоделците. До сега земјоделските производители ги немаа добиено очекуваните средства, иако во предвидениот рок ги поднеле пријавите со придружната документација. Поради тоа не можат да ги подмират и дел од долговите што ги направиле со набавката на потребните репроматеријали, па беа приморани дополнително да се задолжуваат. Инаку субвенциите изнесуваат 12.000 денари по хектар за употреба на сертифицирани семенски материјали, а од пред 2 години за Оризот беше воведена и дополнителна поддршка од 3.000 денари за хектар. Откако помина законскиот рок за распишување на локалните избори, мандатите на актуелните градоначалници и советите на општините ќе бидат до средината на мај. Такво е објаснувањето што го добиле локалните власти, кои очекуваат политичките партии на државно ниво да најдат решение за состојбата по истекувањето на тој период. Мандатот на актуелните градоначалници и на советите на општините нема да им истече в среда на 22 март, како што претходно се толкуваа одредбите во Законот за локална самоуправа. Според објаснувањата што ги добиле локалните власти во државата, тие уште околу 2 месеци по овој рок ќе останат на своите функции. Поради тоа, барем засега, не се загрижени од и општините ќе бидат обезвластени, односно дека не ќе можат да ги извршуваат своите надлежности. Имаме официјално толкување од страна на Секретаријатот за законодавство, истекува со крајот на првата половина во месец мај. Тоа е 15 мај 2017 година и до тогаш останува ова раководство кое што го има во цела држава, значи локално раководство како градоначалници и советници, а се очекува договор помеѓу политичките партии што и како понатаму. Толкувањето што го добила локалната власт од и мандатот не и завршува за ден-два, веројатно не беше повод дел од општинската администрација, заедно со низиниот прв човек, да направат обиколка на детските забавни катчиња во градот, кај кои беше извршено редовното пролетно дотерување и префарбување. Дилемите за функционирањето на општинските раководства се појавија откако на почетокот од овој месец истече законскиот рок во кој требаше да се распишат локалните избори, а за кои поради актуелните политички случувања во државата постапката воопшто ни не започна. По пролонгирањето на изборите за нови градоначалници и за општински совети, што требаше да се одржат во мај, нема објаснување што ќе се случи откако ќе помине и наредниот период од 2 месеци. Главното прашање е како ќе функционираат локалните самоуправи со оглед што ќе нема овластен орган кој ќе ги подпишува решенијата и другите документи што ги издаваат општините. Со оглед што ќе престанат да функционираат и советите, нејасно е кој ќе ги одобрува и усвојува одлуките за проекти што се од интерес на граѓаните. На увид пред јавноста е ставена студијата за еколошкото влијание од изградбата на пречистителната станица за отпадни води кај селото Мојанци. Своји забелешки и мислења во врска со проектот граѓаните ќе можат да дадат до почетокот на април. Изработената студија за оцена на влијанието врз животната средина на пречистителната станица за отпадни води во Кочани е ставена на увид на јавноста. Граѓаните имаат можност да го разгледаат документот што е поставен на официјалната веб страница на општината и доколку имаат забелешки или своји мислења, можат во писмена форма да ги упатат на општинска адреса. Крајниот рок за доставување на мислењата е до почетокот на април
или пак на самиот ден на јавната расправа за студијата, чиј датум на одржување дополнително ќе биде утврден. Инаку, клучните елементи што се опфатени во студијата се идентификување на проблемите во животната средина и социоекономските проблеми, опис на сегашната состојба на животната средина и на социоекономските услови, потоа оцена на потенцијалните позитивни и негативни влијанија од проектот, како и предлог мерки за намалување или избегнување на влијанијата врз животната средина. Исто така во студијата е содржан и план за управување со животната средина и мониторинг план со цел да се потврди дека проектот ќе се гради и ќе работи како што е предвидено. Проектот за третман на отпадните води во општината Кочани ќе се имплементира во неколку фази, од кои првата е проектирање и изградба на примарен фекален колектор до локацијата на пречистителната станица со вкупна должина од 12 км. Примарниот колектор ќе овозможи поврзување на постојната канализацијска мрежа во Оризари и Кочани, како и во селата Горни Подлог и Мојанци. Во втората фаза следува изградбата на станицата за третман на отпадните води. Проектот за изградба на пречистителната станица се реализира со грант од 21 милион швајцарски франци од владата на Швајцарија и со близу 2 милиони евра од буџетот на Република Македонија. Партнери во реализацијата на проектот се општина Кочани и комуналното предпријатие Водовод. Според планираните активности, рокот за завршување на изградбата на пречистителната станица е до декември 2018 година. Со низа активности во сите 4 основни училишта беше одбележан денот на екологијата и започнувањето на пролета. Учениците садеат цвеќиња и изработуваа креативни изработки кои што ќе им го красат училишниот двор и училниците. Сите училишта во Кочани креативно го одбележаа денот на пролета и екологијата. Учениците од прво до трето оделение во основното училиште Никола Карев садеат цвеќиња, а активности имаа и учениците од четврто и пето оделение. Изработуваат зидни постери со мотив од природата и екологијата. Од 6 до 9 пак оделение од стари палети изработуваа клупи и маси, со кои што ќе се уреди училишниот двор, а истите се донирани од приватни собственици на кои што училиштето упатува голема благодарност. Од рециклиран материјал ќе правиме клупи и столови на кои што децата после ќе можат да си седат, да ги користат. Правиме и некои скулптури, ќе садиме цвеќе и ќе го искористиме денот максимално креативно. Ова е посебен ден, бидејќи исто така и светски ден на среќата и ден на поезијата. Ова е вистински начин да се излезе во природа, да се покаже еколошката свест до каде е стигната, децата да излезат од пред компјутерите, од пред клупите и на еден вака интересен, инвентивен начин да споделат се што научиле по предметот географија и останатите предмети. Денеска е ден на екологијата. Ние со нашата учителка дадовме представа пред прво и второ оделение. Представата се викаше екобомба за бомбите во нашето училиште. Ние преку представата екобомба им кажавме на нашите другарчиња од прво и второ оделение што се тоа екобомби. И екобомби се всушност ѓубрето што го фрламе ние во училишниот двор. Покрај денот на екологијата со читање поезија беше одбележан и денот на поезијата. Се читаше и поезија која што е поврзана со природата, со пролета, со будењето на природата, а воедно и на љубовни стихови, бидејќи со будењето на пролета се раѓа и љубовта. По повод овој ден им го честитам, значи светскиот ден на сите писатели, поети, а исто така и на оние кои што се влюбени во поетскиот збор. Учениците од четврто оделение пак за денот на екологијата подготвија драмски текст, а учениците од ликовната секција изработуваа скулптура од старо железо, која што ќе го краси училишниот двор. Раководниот тим на училиштето упатува апел да се сочуваат изработките, затоа што истите не се само за учениците, туку за сите граѓани на Кочани. Со јавни настапи на отворено во повеќе градови во Републиката беше одбележан 21 март, светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Со музичко-забавен хепенинг, скоро во сите градови во Македонија беше одбележан меѓународниот ден на лицата со Даунов синдром 21 март. Организатори се Сдруженијето Вера и граѓанската иницијатива Мрдни со прст, кои што во рамки на одбележувањето ги доделија фотографиите на лицата кои беа дел од минатогодишната кампања Разбуди се.
И во Кочани има деца со Даунов синдром и се води посебна грижа за нив, со тоа што учат и во посебна паралелка во училиште и не се изоставени или отфрлени од средината. Децата се прифаќаат такви какви што се, бидејќи и тие заслужуваат еднакви права во ова општество. Инаку, проектот Разбуди се беше чекор во подигнувањето на свеста кај граѓаните за лицата со Даунов синдром, но и за оние со посебни потреби. Денот се одбележува и со дружење и делење на информативни брошурки, а целта е подобрување на социјализацијата на лицата со посебни потреби. Инаку, за да се подобри квалитетот на живот на децата со Даунов синдром, родителите и здруженијата сметаат дека е потребно поголемо внимание и грижа од сите релевантни институции, повеќе дефектолози и стручен кадар во училиштата и во градинките. Дауновиот синдром е генетска состојба, нарушување на нивото на хромозомите, која предизвикува проблеми во телесниот и менталниот развој. Статистиките покажуваат дека Дауновиот синдром просечно се појавува на секое 1000-то раѓање. Свечена академија како увертира во одбележувањето на патрониот празник на основното училиште Раде Кратовче ќе се одржи во Центарот за култура Бели Мугри. Понатаму ќе следуваат други активности за одбележување на празникот на училиштето, како и посета на гробот на Кратовче во село Главовица. 2 дена основното училиште Раде Кратовче од Кучани ќе организира активности за одбележување на патрониот празник на училиштето. Веќе неколку месеци наставниците интензивно работат со учениците и ја подготвуваат свечената академија, која што е закажана да се одржи в среда на 22 март во Центарот за култура Бели Мугри со почеток во 19 часот. На академијата ќе земаат учество учениците од сите секции и активи во училиштето, драмската, литературната секција, како и подготовка на ритмички и музички точки. На денот на патрониот празник на 23 март, четврток, група наставници од училиштето ќе положат свежо цвеќе на гробот на Кратовче во селото Главовица, местото каде што е загинат и ќе бидат прочитани литературни творби. Истиот ден во дворот на училиштето на бистата на Кратовче во 9 часот ќе биде положена цвеќе, а исто така цвеќе ќе биде положено и во 10 часот на бистите на Кратовче и Сантов во паркот на Револуцијата. Во организација на Домот на културата Тошо Арсов вечерва во Виница се игра представата Приказните на заборавените предци. Комедија работена според приказните на дедо Илија Кочовски, а е во режија на Андреј Цветановски. Приказните се образованието на нашите предци, искуството што го предава еден народ од колено на колено, традицијата која станува генетско богатство за луѓето кои што живеат на еден простор. А раскажувачите се учителите, даскалите, медиумите, театарот, уметноста, кои успевале да ги привлечат, заинтересираат, зачудат, забавуваат и придобијат слушачите. Оние кои од ученици подоцна ќе станат учители и пренесувачи на истиот медиум. Еден од тие раскажувачи е дедо Илија Кочовски, чии приказни биле материјал за создавање на представата Приказните на заборавените предци, како отворање на Народен театар Слуштица, бидејќи скоро сите учесници потекнуваат од селото. Оваа представа ја имаше својата премиера на 28 август во село Слуштица, како дел од фестивалот Славање на Пирејот, кој се одржа по 10 пат. Представата продолжува да се изведува во театар Комедија во Скопје. Во представата Приказните на заборавените предци, која е со почеток од 19 часот и 30 минути, играат Дамјан Цветановски, Тони Денковски, Сергеј Димовски и Исидор Јовановски. Следува информацијата од спортот. Екипата на Унипап доживеа пораз на гостувањето во Свети Николе против Овчеполе во рамки на 17-тото коло од втората футсал лига. Без бодови се вратија и пинг-понгарите на Кочани, кои играа во Струга против истоимената екипа. Фудбалерите на Овчеполе од Свети Николе, како домакини, беа подобри и ја победија екипата на Унипап со 7:3 во рамки на 17-тото коло од втората футсал лига. Со тоа, нашиот тим повторно остана без бодови, откако во претходното коло на домашен терен загуби од Астибо.
Иако пред гостувањето против Свети Николчани имаше очекувања дека можно е да се вратат изгубените бодови со Штипјани, сепак нашите фудбалери не ги исполнија. Иако сезонава футсал екипата на Овчеполе игра слабо и е на дното на табелата, Унипап дозволи да биде непријатно изненаден и да се врати со празни раце и полна мрежа голови. Со тоа, наместо зацврстување во средината на табелата, сега пред екипата престои тешка задача да се одржи на позицијата што ја обезбеди во изминатите неколку кола. Уште поголем предизвик ќе биде надпреварот од следното коло, што како домакини нашите фудбалери викендов ќе го играат против водечкиот тим на Кратово. Непријатно изненадување доживеа и пимпонгарите на Кочани. Во рамки на 10-тото коло од втората пимпонгарска лига, тие гостуваа во Струга против истоимената екипа и загубија со 5:2. Со тоа не се исполнија најавите дека стружани не би требало да представуваат сериозна пречка за нашиот тим поради слабите резултати во досегашниот дел од првенството. Засилувањата со двајца играчи што во меѓувреме ги направиле домакините беа доволни нашите пимпонгари да најдат на цврста игра, што на крајот ги чинеше скапо. Со новиот пораз, екипата на Кочани сега се симна на 4-та позиција, односно едно место подолу зад битолски Мултитекс. Во следното коло на домашен терен, тимот ќе има тешка задача да се избори за победа против првопласираната екипа на Рисови од Скопје. Почитувани, ги следевте вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.